Колешке, без заобиколување. Јас никому не му се изразив, мој брат по нација, ниту му реков, не ми реплицирајте, особено затоа што сме од иста нација. Тоа е прва работа. Втора работа, можеби не сте информирани, ама ВМРО ДПМН се ребрендираше на роденденот во Охрид. И нашиот слоган е Македонија за сите луѓе. Дали бил Бајрам, дали бил Бојан, дали бил Берат, дали била Дафина, Јован или сите. Ние така ја разбираме оваа држава, дека можеме да имаме посебни националности, ама сите да се обединиме околу концептот граѓани на Република Македонија. И јас тоа така го разбирам. Понатаму, велите зашто ве нервира името Хасан Приштина? Не ме нервира името Хасан Приштина. Верувајте дека не ме нервира, како што не ме ниту нервираат моите сограѓани во Ѓорче Петров, кои што се од сите националности, јас сите подеднакво ги почитувам затоа што и се дружам со нив. Не ме нервира тоа што живеат, ќе ви кажам директно, албанци во селото Неркиштани, но ме нервира затоа што немаат водовод и канализација. Тоа ме нервира и тоа морам да ви го кажам на вас. Мене ме нервира тоа што местата, конкретно еве ви во Дексион, Ѓорче 2, тоа е влезот од Скопје каде што живеат албанци, немаат основни потреби. Мене тоа ме нервира. Мене не ме нервира што се вика Хасан Приштина, но ако сепак кажувате дека вие сте за зелената агенда, сепак сметав дека политички приоритетите треба да бидат подеднакво и поинаку распределени, а воопшто не ме нервира кој од која националност доаѓа, ниту па се нервирам што дуи се ребрендирале. Апсолутно ниту ми значи нешто, ниту па ми се битни внатрешните односи и партиски во вашата партија. Мене ми е важно тоа кое што за кое што излегов, да се обезбедат средства. Јас кажав од каде може да се обезбедат средства и кажав како ќе бидат тие средства односно поделени до граѓаните. Тие беа двете главни прашања кои што јас, верувајте, од вашата дискусија на господинот Бајрам ги апсорбирав. Ниту една друга дискусија не ја земав како здраво за готово, затоа што сметам дека е политички маркетинг. Прашањата беа главни, кај ќе се обезбедат средства и како тие средства ќе завршат кај граѓаните. Мислам дека одговорив, така да ако нешто не е сободно јасно, тој аспект сум тука да одговорам на сите прашања, само за да можеме да се согласиме дека овој амандман може да помине. Благодарам.